So this is love. И еве сме во ново издание на нашиот подкаст или разговор, како што милуваме да збориме. Во предвечерието сме на 14 февруари. Навидум обичен ден, 14 ден од февруари, но не и во македонското виртуелно небо. Доволно е овој празник или овој ден, посветете еден ден, видете што се случува на социјалните мрежи, веднаш ќе ви стане јасно за што зборувам. Но еве ќе се обидам на кратко да ви доловам. Како што новинарите љубят да кажат, 14 февруари, ден во кој православните христијани се спомнуваат за Трифун, а католиците за Валентин. И никому ништо. Но не и кај нас. Веднаш овај ден предизвикува навистина интересни емоции кај македонците. Еви и зошто. На 14 февруари во утринските часови ќе забележите наместо оние вообичаените филџани со кафе со кои си посакуваат успешен ден, наеднаш чаши со вино. Оние поинвентивните ќе ги украсат со срциња во разни бои и ќе си посакат убав ден, Валентин или Трифун. Веднаш доскокнуваат ортодоксните чувари на религијата, кои стриктно забележуваат дека денеска треба да се слави Трифун, а не и Валентин. Оваа рововска битка, која се повеќе се разгорува, односно на оваа битка шмек и дава музиката, во која имаме еден целосен диапазон од UB40 со Red Wine, со музика од Шаде, Бери White, целата лепеза на југословенската рок и поп сцена, во кој темите доминираат виното и љубовта, за да некаде заврши со оние во црното вино како немало утека и со оние ултра кафанските блузери кои ги кршат чашите со крвавите раце. Денот, во самракот на денот, веќе почнуваат првите рилси да излегуваат од кафеаните, во кои имаме пица во облик на срце, куцкање на чаши од вино, машко друштво собрано, во долу со напишан текст Трифунареме, со кренати чаши од пиво или вино. Но она сепак што беше најинтересното за овој ден, веќе во утринските часови машката популација од градовите тивко мигрираат кон околните вили, за да пода закројат, го закројат лојзето и под Б да се закројат самите себе си. Секако доминира оваат под Б. Но ова не е крај, бидејќи кулминацијата е во пред или непосредно пред полноќ, кога имаме една цела дузина од слики со рачиња, со прстен, во кои таа, тој, тие, оние рекле да. Барем кога веќе го сквернавете овој интимен и прекрасен момент, барем бидете инвентивни, не ги употребувајте таа кажа да или да коленичете пред публика. И така некако се заокружува овој 14 февруари, ден кој треба да биде обичен како и секој друг ден, но како што реков, кај нас предизвикува една низа од најразлични емоции, чувства и состојби. Прашањето е дали и зошто Трифун визави Валентин, празник како и секој друг, предизвикува оттуѓување или зошто предизвикуваат раздор кај нас.
Зошто е прашањето? Виде, ја би почнал од една многу интересна работа, уште за времето некаде во 20-тите години, кога почнувале театарското организирано живење кај нас. Во Штип живеел некој генерал, бил на служба некој генерал кој што многу го сакал театарот. И секојаш после секоја премиера, всушност во театарот, тој ги повикувал на вечера актерите и секој актер знаел кај седе. Некој седеле од неговата лева страна, некој седеле од неговата десна страна и постојано прво почнувале за она како се осеќаат, како протекла представата, кои се впечатоците од премиерната изvedба и така натаму. И една вечер и често пати доаѓале до така некои нешта кои што го разликуваат нашиот народ или обичаите на нашиот народ од обичаите на народот од кај што тој доаѓал, тука да речеме кај нас. И видите сега и кога е во прашање Трипун, Свети Трипун и поготово кога е во прашање Свети Трипун, во различни места, во различни градови во Македонија на различен начин се одбележува. Например, да речеме, секаде се одбележува со закројување на лозјето, но секаде не се одбележува и со имен ден на луѓето кои што се вика Трајче или Трифун или Трајан. Што значи тоа? Кога ќе кажем на некој од другите градови дека на Свети Трипун или Свети Трифун е моето име, тие викат, па кај нас не се слави тоа. Но еве, во Штип на Свети Трифун сите што се вика Трајчевци имат име. Зошто го велам ова со генералот? Тој на актерите и поставил, дали вие имате слава во Македонија? И вика, имаме, господине генерал. Немате слава, вика. Значи, вие имате имен ден. И така, значи, колку се јас се сеќавам, значи, овој празник Свети Трифун за лојзарите, значи, за кројување, за некои, значи, новите знаци на пролета, дури некој барат кукичиња, некој барат како плаче лозата, како се радува на времето кое што доаѓа, лозарите се радуват, гледат да ги закројат, па да ги направат сите обреди, кои што само по себе ќе гарантира дека ќе имат подобар род, дека приносот ќе биде поголем. Но за мене тоа беше ден кога се славеше моето име. Тоа беше ден, имен ден. И се сеќавам на Свети Трифун кога на тоа време како се одеше на име. Значи денеска кога пред некој известно време требаше да отидеме на име кај некои луѓе, јас стопати прашав дали сме повикани. Во времето во кое што се славеше моето име, додека ја бев дете, не се викаше на име, него беше вратата ширум отворена за сите оние кои знаат дека овде се слави името и доаѓаат. Се сеќавам на моето име во 1970 година, сега не сакам да помислат некој дека кој знае колку сум стар, бев мал, али можев да разликувам ден од ног и така натаму. Во тоа време кај мене на име дојде Димитар Зајков, прославениот актер од театарот. Дури комшијата успеа да го донесе дека тој ја промашил вратата, но не го промаши денот, не го промаши имен денот. Дојде кај мене, тогаш немаше светло, целата светлина што беше во собата беше од снегот надвор, имаше голем снег, и тој ни кажа најубави песни во тоа време, го благослови и нели кога ќе каже вечно да е името. И ден денеска се сеќавам тој актерот Димитар Зајков кога го благослови моето име и кога рече да ми биде вечно името и така натаму, а и дедо ми се викаше Трајко. Тоа е една ситуација која што не поврзува за празникот. Но со текот на годините како да ни се извлекува тој празник од она наше сентиментално, од она наше видување во детството, во нашето раст, во растењето, во поимањето за празникот. Зошто? Некаде од некоја страна доаѓа еден друг празник кој што ние сме родени за импортни конфликти и за импортни вредности. Доаѓа некој друг празник, а тој е празникот Валентајн, кој што се врзува за светецот Валентин, а овој се врзува за гускарот Трифун, кој што меѓу другото бил и со исцелител на моки. Значи, младиот Трифун, кој што бил гускар, не бил светец ради било што, него ради тоа што имал исцелител на мок и помогол дури и на оние кои што не биле христијани и кои што биле против одредени како се вика нивни тогаш идеи и поимање за нештата. Тој сега празник Свети Валентајн на некој начин и станува како така по нешто
се помодерно или поин, што би рекле овие во последно време, и веќе овој останува како празник или обред на постарата генерација, а младата генерација веќе тој за Свети Трифун, всушност на Свети Валентин си ги како се вика, практикуваат оние нешта кои што се практикуваат во западниот свет, во католичкиот свет, славејќи го, нели, светецот Валентин. Но сепак ние во никој еден случај нема да го заборавиме она нашето, и не треба да се заборави, нема да го заборавиме денот на виното. За мене празникот Свети Трифун е денот на виното, што би рекле денот на пијаниците. Значи, во тој ден, поготово на сите места каде што има винова лоза, излегуваат лозарите, ги закројуваат овие виновите лози. Кога виновата лоза ќе почне да ги дава првите солзи, така речено, кога ќе почне да се свртува кон сонцето и кон пролета, кон животот, кон новото раѓање на животот, луѓето од радост пијат. Така било на времето кога бил Дионисис, така бил кога бил Бахус. Сите радости, сите убави нешта се заливале со вино. Дури јас имам една песна која што вели вака: оваа година за прв пат на Струшките вечери на поезијата излезе антологија за виното. Дури, јас мислам со некое закъснување. Зошто со закъснување? Па ние сме земја на сонцето, на виновата лоза, на виното. И еве песната што вели: ако некогаш вкусиш вино, тогаш и само тогаш во главата небото ќе ти се всели, во телото рамнини, друмовите ќе те бркаат косенки, непримерен ќе бидеш за секоја смрт. Ако некогаш вкусиш вино, ке нема друго што повеќе ќе те уверува, и Бог во вино се дави, во грижи штом ке заглави. Значи, она што сега празникот не го носи виното, и она што празникот преку виното вели дека радувајте се, виното ќе ви даде повеќе снага, повеќе расположба за она што доаѓа утре, за новото време, за пролета, за разлистувањето, за убавината што го носи со себе, пак ќе кажам, новото време, пролета, е нешто кое што не треба да се заборави. И можеби навистина овој празник никогаш во ниту еден момент не треба да зборува за наше отугување, него за наше зближување, братски, заеднички, да го прославиме раѓањето на пролета, доаѓањето на пролета, раѓањето на она што за нас ќе значи верба, надеж во нешто подобро и посветло. Така да, тој празник Свети Валентин останува кај мене нешто кое што ме подсетува на најубавите години. А театарот, го заборави ли театарот? Ја заборави ли театарот љубовта? Многу среќен поради овој говор на Трајче, затоа што кога ја спреавме емисијата му реков дека ова е негова тема и баш се радувам. Тоа значи дека доволно добро се познаваме, со ова се докаже дека љубовта е негова, познавајќи го неговото творештво, дека љубовта му е предизвик и дека тој ќе ја отвори оваа епизода, и навистина беше во право. Професоре, на вас ви честитам за секојпат иновативните називи како Трифунареме или Валентинареме. Нешто секој пат имате интересни. Еве, јас, да бидам искрени, двете работи. Јас не гледам Трифунареме, јас ги Трифунарам и Валентинарам. Навистина, за мене тој ден, не само тој ден, ајде нека биде некаков символ, го почитувам и Свети Трифун, но го почитувам и Свети Валентин. И кој како се чувствува. И навистина не гледам ништо лошо, поради тоа што тоа е универзален. Свети Валентин е нели светски празник, да не го чувствуваме и ние. Видите, љубовта во суштина е најголемото човеково прашање. Никогаш во историјата уметноста не бара утеха. Уметноста бара провокација, поставува прашања. Театарот, професоре, ја сака љубовта која боли, која е во криза. Затоа познатите, тој не се занимава со идеалната љубов, туку секогаш кога љубовта е во криза, кога љубовта боли, тогаш театарот ги отвара своите врати и ги поставува прашањата. Така да во светот мислам дека постојат една од најголемите
љубовни, епохални драми Роме и Јулија, кои што нели се за жал завршува трагично поради непријателските организации околу двајцата влюбени. Јас ги почитувам и двата празника, и Свети Валентин, и Свети Трифон, и сметам дека секој на тој ден, кој како се чувствува, така треба да си го доживува и слави. Тоа да, но еве мене едно ми е интересно кога нели зборуваме за овие два празника. Некако веднаш го прифаќаме сето она што ни доаѓа од страна, никогаш не запрашувајќи се па зошто никој надвор од нас не прифати некој празник. Зошто секогаш сме ние тие кои треба нештото да го прифатиме, а напротив имаме многу убави нешта кои никој не ги прифаќа. Значи повторно ќе кажам, проблемот е во нас. Значи или не знаеме како тоа да го продадеме, или не знаеме како да им го објаснеме. Кога веќе зашто се прифаќаме убаво, кога Свети Валентин е измислен да се слави љубовта, зашто да не го прифатиме или зашто некој друг да не го прифати нашиот општо човечки теми. Од тие општо човечки теми не се бега, како што вели да речеме филозофите, меѓу другото, дека нема големи народи и мали народи. Нема големи неучени луѓе и учени луѓе. Понекогаш дури вика тој кој што е аналфабет може да каже нешто подобро од многу универзитетски професори и така натаму. Така да тоа дека тие општо човечки теми не сите на свој начин ги доживуваме и сите на свој начин ги објаснуваме. Тоа е објаснувањето на одредени теми кои што сами по себе се наметнуваат на начинот на човештвото, на начинот на живење, се поготово кога се во различие се заедно. Значи, па мораме ние не треба да бараме некој да земе од нас, него ние треба да бараме да бидеме различни за да нашето различие стане дел од целината. Ако не сме различни, ние нема да сме заедно. Сите, тоа е монотонија, тоа онаш глобализацијата што го бара. Најлошо е нешто. Можете да замислите дека кај малите луѓе, кај малите народи, колку нешта има подобри, отколку да речеме што ги носат овие големите народи, да речеме оние кои што се сметат дека доаѓаат од некоја културна средина, од некоја, да речеме, ситуација, средина која што во тој техничко-технолошки прогрес го достигнал врвот и така натаму. Така да, мене ме радува ако ние бидеме автохтони во објаснувањето на одредена општа тема, човекова тема. Еве, например, да речеме, зошто да мора нашата ситуација да биде пандан или да бараме адекват на друго место. Или да увезуваме, како што реков, дека импортни моменти, за да можеме да бидеме во чекор со прославата на одреден празник, кој што, да речеме, има светски димензии. Зошто да го правиме тоа? Ќе се надоврзам со едно прашање. Да, убаво го кажете, но најубаво нешто е автохтоноста. Апсолутно. Различието не обединува. Но зошто тогаш ние тоа што го имаме автохтоното не го чуваме, не го негуваме, не го унапредуваме, туку сето она што странично или директно ни влегува кај нас не разводенува. Со тоа го губиме и автентичноста. Мислам дека ти не сме свесни за одредена ситуација. Или не сме свесни, или подзабораваме кој сме, каде сме. И подзабораваме. Еве, се тука го имаме Мики како театарџија. Во театарот има три нешта. Тоа се три обавезни работи кои што треба секој да ги знае. Од каде доаѓаш, што бараш овде и со кого си. Тоа се трите нешта кои што секој човек треба да ги знае. Од каде доаѓаш, што бараш овде каде си и со кого си. Значи, ние мора да го знаеме, да ги носиме тие со себе. Значи, ние доаѓаме од овде, од каде што сме, на дел сме од светот, ја не знам кога некој каже одеме во Европа. Тоа е најголемата глупост што може човек да измисли.
Па чекај бе, ти живееш, ти не си на месечината, ти не си не знам каде, ти не си во Тунгузија или не знам на север, во Сибир, па да сега се спушташ во Европа. Па тие сме во Европа. А дали некои нешта кои што Европа сама по себе ги класифицира или ги става во позиција на вредности и на добра, и ние сега сами по себе не го практикуваме тоа или немаме такви оценки за истите, тоа е друга ситуација, тоа е наше видување. Еве, пак ќе ви прочитам една многу интересна песна, затоа сакам да кажам дека песната вика вака, вели еден: мина годините, ми вели возрасен маж, не можам како некогаш да седнам, да се изнајадам, да се изнапијам. Каде отиде времето кога ќе седнев и ќе се заборавам? Ние всушност треба да се забораваме на нашето, на своето. Значи, заборавајќи се на нашето, на своето, ние и даваме можност за комуникација со другите култури. Нели рече Гоце Делчев дека тоа е поле за размена на културните добра. Така ли? Да. Значи, дека мораме да се држиме за нашите културни вредности. За нашите вредности само во таква ситуација ќе имаме право за комуникација со другите и да бараме разбирање од другите. За жал, ние мислам дека го немаме тоа право, бидејќи сите работиме со млади луѓе. Знаат ли тие од кај се, зошто си со кој идат? Види, јас сум космополита природа, имам различни размислувања. Значи, Гоце Делчев рекол, јас го разбирам светот како културно поле за културен надпревар, не Македонија. Не. Вистина, мораш на тој надпревар да излезеш со своји вредности. Не гледам поента зашо се што е од надвор убаво и вредно да се практикува и кај нас. Мислам, не ми е јасно зашо да го забрануваме Свети Валентин во Македонија. Не, зашо тој е празник на љубовта универзално признат. И сега ние заради тоа што го имаме Свети Трифон и сега нема врска. Кој како сака, да. Не да се забранува, туку да се негира. Нека има и срцепица и не знам, и љубовни песни, нека има и љубовни, нека луѓето е слават и почитуваат љубовта на универзален јазик. Сега некако многу сме обседнати со, знаеш, ние, нашето, да го потисне нашето. Нашето е најдобро. Ние во ред, убаво, и Свети Трифон е убав празник, поврзан со виното. Виното е поврзано со љубовта. Театарот поврзан со виното. Значи тоа е јас секој пат размислувам универзално, знаеш. Кога реков да одиме во Европа, тоа не значи да сме во Европа, ама во системот наречен Европа. Тоа е многу важно да идеме, каде што има вредности. Така да некако сме оптеретени со нашата историја, со се што е дворете да го почитуваш и да работиш на тоа, но не гледам нешто што е универзално признато и добро да не функционира и кај нас. Еве точно овој пример како Свети Валентајни и Свети Трифон. Сосема сум за да се почитува и слави овде кај нас. Тоа знаеш зошто, деви ќе ти кажам со еден пример, јас како го доживувам тоа дека да, космополитизмот, да, но мораш да бидеш свој, бидејќи какво е чувството, например, еве кога беа актуелни овие, например, руските тенисери кога настапуваат под неутрално знаме или под знамено, кој си ти, што си ти? Тоа никаде го безвреден, значи не си ништо. Секако дека затоа муабетот ти беше да, се во ред, секако, но пред се светско прашање, мислам тоа е вредно. И виното е универзално, но сепак не смееме да дозволиме да прво нашето мораме да го знаеме и да си го негуваме, сето останатото е само шлак на она што ние го имаме. Зборот да не само на нашето. Кај нас го има еден многу интересен пример, па готово тој се врзува за Менделеев, кога е, како се вика, наоѓа тие елементите и ја надополнува таблицата. И види, во таа една ситуација, кога Менделеев дошол до некои наоди, научниците од Европа рекле вака, чекайте бе луѓе, зарем можеме ние да признаваме некој дивјак, некој што има брада поголема, вика, од неговото палто, некој што доаѓа од нецивилизирана земја, на нас да ни носи елементи, да ни носи наоди со кои што ние треба да се сообразиме. Замисли. И наеднаш, што значи тоа? Таа една ситуација,
кога дошол, кога почнале да преовладуват неговите наоди, кога почнале да се наоѓаат, да ги гледат вредностите во она што тој го нуди, тие виделе дека различието ги обединува. Тогаш, кога му рекол царот, ке дојдеш кај мене, ама ке се облечеш како што се носат господата во Европа, Менделеев одбил и рекол, не, ако ме примиш, ваков како што сум, ке дојдам и ке разговарам со вас и ке ми биде чест. И што направил царот? Мораме да го примиме таков како што е, бидејќи неговото различие ја прави нашата целина. Неговото различие не обединува. И ние, ова ти што велиш, ние мораме да ги почитуваме двата празника. Мораме да го почитуваме различието. И ние мора, кога ќе одеме во свет, ја стално викам, кога ќе одеме во свет, ние не сме американци, ние не сме енглези, ние, што викаше песната, ниту сме грци, ниту сме турци, ние сме македонци. Ние сме македонци и како македонци носиме со себе обележја. И нашите обележја треба за другите да бидат правило или да бидат предизвик за да дојдат, за да воспоставиме комуникации, за да имаме тангент, така ли? Да имаме линк. Иначе, кога ние не би имале своја обележја, кога ние не би оделе во светот, воопшто било каде, со нашето во себе што го носиме и она што го носиме на себе, оти понекогаш вели дека она што е на себе, значи одбележје наше, не знам каде би биле ние, што би барале во светот, исто како на сцената. Нити ќе знаеме од каде идеме, нити ќе знаеме зошто сме на сцената, нити ќе знаеме со кого сме. Тоа е една од важните работи. Затоа не треба да има забрани, како што на времето немаше забрани. Професоре, дали историјата не обединува или ни е терет или не влечи напред, според вас, не знам. Дали таа не обединува нас или не ни дава крилја да полетиме? Ики, нели, темата ни е за виното и за љубовта. Сето ова што вие го зборевте сега, да не беше историја, да не го запишеше историјата, денеска немаше да го збориме, значи толку за историјата. Да, таа навистина е знае како да си ја одигра улогата, да го запише она што се однесува и за виното и за љубовта, но малку тешко се снаоѓа доколку историјата е љубов или вино, но од целата она плејада на интересни анекдоти кои се однесуваат на виното, на љубовта, а ги има милиони во текот на човечката историја, мене особено многу интересен впечаток ми остана она на Фиде, еден руски капетан, кој во времето кога ја обележувале кинеско-руската граница, толку тешко ги опил кинезите со вино, да за само неколку часа успел на на царството Русија да ја донесе стотици и стотици хектари, односно километри квадратни земја. Наредниот ден му пише овој капетанот, му напишал на царот да барем да му плати за вината што ги испиле, а испиле многу, и овој му враќа писмо кој вели гестот кој го направи за руската држава е за почитување, но сепак да пиеш на своја сметка натаму. И нештото што навистина е виното, ете, што може да направи. Инаку виното и љубовта од секогаш биле, бидејќи војната историја, она која ми е најинтересна, нема некое сеќавање на војник, особено за првата светска војна, бидејќи тука ми е интересот, да љубовта да не му биде во мислите пред секоја голема битка. Секој од војниците, од оние сведоштата кои ги читам, од сите учесници во војната, во себе си имал мајлија сушина од мајката, писмо од девојката. Секогаш љубовта им била, им давал некаков, им давала сила, сепак тоа засилено со виното кое го добивале
ефектот бил максимален, така што евеќе и денеска, например, во Маријово имаме трагачи на артефакти во смисла на шишиња од вино или коња кои вредат илјадници евра, бидејќи имат навистина сентиментална вредност. Така што ја имаме во историјата љубовта, го имаме и виното. Миксот од љубовта и виното секогаш е експлозивен, секогаш носи, не може никого да остави рамнодушен и војни почнувале за љубовта и завршувале со вино. Така што ова е тема, кога зборуваме за љубовта, кога зборуваме за виното, е огромна тема. Целта денеска не беше да излеземе од она клише во кое ќе зборуваме што значи виното, што значи љубовта. Поентата ни е да се сакате, оние што пијат вино да го пијат, ново разумни граници, истото важи и за љубовта. Да љубат во разумни граници. Љубов во разумни граници, да, но дали е можно? Не е можно, но е целисходно да ја има. Како сакате и како љубите, прославете го 14 февруари. Еве, ние тројцата знаеме кај ќе бидеме, тоа ќе бидеме кај Трајче, да го прославиме неговиот имендер. И како што спомнати празникот ни е пијаниците, обично ние македонците имаме навистина сме интересни во наоѓањето на оние крилатици за здравје, кога ќе наздрават. Тоа за здравје оди од друштво на друштво, од лозија до лозија, така што оние што љубат колку само пати во денот го кажуваат тоа за здравје, и за здравје за мене представува една најкоруптивната крилатица, односно кога ќе отидеш во болница кај доктор, секогаш кога ќе однеш некаде или не само во болница, ајде за здравје. Така што тоа за здравје навистина е тема за која посебно ќе разговараме. Ајде денеска ќе сакам да завршам не со коментар, туку со афоризми кои се однесуваат и на виното и на љубовта. Па се надевам дека ќе се пронајдете во некој од нив. Сигурен сум во тоа. Кога рече за здравје, вика, оние кои во секоја чаша испиено вино не гледат здравје, веднаш да прекинат и нека се префрлат на безалкохолен пијалок на белото вино. Или вика, кај нас традиционално јадење на македонците е тавче гравче. Најмногу го јадат тие што не го правеле. Пробале. Пијат и македонците? Прашува еден. Пијат и кога спијат, му одговара. Зарем тоа не е многу? Не, ако се земе во предвид дека македонците се уште не се будни. Тоа се врзува за ова нашат будни се, разбуди се македонче, бре, знаеш ли кај си? Или во Македонија има патриоти и предавници и иселени македонци. Некои македонци живеат во историјата, некои во странство, некои пак нигде никаде. Тие животот си го даваат за татковината. И вика, македонците возат напред, само кога ќе уфрлат во рикверца. Помиролюбив народ од македонците нема. Се карат само преку потпишување на договор за добрососедство. Поминаа времињата кога од Македонија се извезуваа само пиперки и патлиџани. Денес се извезуваат и мозоци во формалин. Но ете, за жал помина и времето на нашата емисија. Многу песни има за црвено вино. Дали знаете за бело? Дали има за песна за бело вино? Има една. Како е? Вика, ој бело вино, зошто не си црвено? Само една. Ох, бело, зашто не си црвено? Се додека не му текна некој на чат GPT-то да компонира и за белото вино. Или види ga ова, виното ги опива само оние кои во него ќе ја најдат вистината. А вистината е дека за жал овде мораме да прекинеме. Останете со добро, заљубени со добро вино и се гледаме во наредната емисија во истото време.